Борба за висок пласман најавуваат од фудбалскиот клуб Победа од целото Тромеѓа. Раководството на клубот изминатиот период, благодарение на неколку добронамерници, успеа да го уреди игралиштето. Кои се амбициите на екипата во предстојната сезона ќе слушнете во следниот прилог кој го подготви Маријан Стошевски. Фудбалскиот клуб Победа од село Тромеѓа во изминатите години во рамките на можностите успеа да го подобри работењето на екипата во неколку сегменти. Еден од главните предизвици и примарна цел на раководството на клубот беше уредување на игралиштето, а за таа цел председателот на клубот Иван Цветковски вложи напори истото да биде реализирано со помош на неколку добронамерници. Клубот 2017 година го презема тотално распаднат, не чувствуваше надпреварување, немавме стадион, немавме никакви услови. Најпрво почнавме да играме во неквалитетна Б лига. Таму првата година 2017 бевме прво место. Со тоа влеговме во квалитетна А група и со тоа моравме да имаме стадион. 2018 година започнавме со играта на стариот стадион, веќе постоечкиот, кој немаше евентуално ништо освен стативи. Првиот чекор што го направивме беше со размена на земја, имаше ископи некои, го искористивме, го насочиме тука, го наполниме игралиштево, што беше израмнето. Мрежава ни ја донираше Иван Стојковиќ, председател на Српската партија, ДПСМ. Потоа имавме донација исто од Ивица Ранковиќ, кој е директор на приватна фирма која вози горе во странство. Потоа имаме донација од самите фудбалери, собираме пари, значи секој фудбалер и од постарите играчи. У глобала тоа е. Сега моментално планираме изградба на нови собекувални, кога ќе имаме комплетен стадион, ќе може да се надпреваруваме и помотивирачки и секако со подобар успех. Што се однесува до амбициите на екипата во предстојната сезона, Цветковски најави борба за висок пласман. Бидејќи финансиски не сме моќни да одржуваме мали групи на деца за тренинзи, сите деца се тренираат во Евроспорт Куманово и Куманово. Значи потоа деца кога престанат да се напруват се враќаат кај нас и така го одржуваме клубот. Има подршка од населениво, значи исто финансиски од приватни фирми тука пуштаат донации и рачунам дека во иднина дека ќе биеме уште поголема подршка и поголем интерес и од играчите и од местното население. Во наредните години Цветковски има визија по кој пат ќе оди екипата. Од тука па за во иднина да влеземе во трета лига, да се одржуваме и да формираме помладок екипа за млади и тоа да функционира нормално. Очекуваме добри резултати, ние сме релативно млада екипа. Оптимисти сме за пред секој надпревар. Се трудиме, секој дава се од себе. Ние имаме играч на секоја позиција, барем еден стабилен играч, така да, но се подпираме еден на друг, така да. Како работите во овие малку отежнати околности со ова епидемија на коронавирусот? Како се организирате на тренинзите и така натаму? Предпазливи сме, во секој случај сме предпазливи, гледаме да не се доближуваме толку еден до друг, но помага тоа што сме на отворено, секогаш дува ветар, така да маски носиме до моментот додека да стигнеме до теренот каде и да играме, ни проверува температура и започнува играта. Испратам апел до сите млади луѓе тука од селото и од околните села да дојдат да се запишат во клубот ФК Победа. Ќе се отворат многу можности за тренинг сега, игралиштето ни е ново, ќе може да се игра фудбал, тренинзи ќе се прават, има и кросфит клуб Фаланга тука кај нас, кај што може да се тренира, да се кондициони тренинзи. ФК Победа според кажувањата на жителите датира од далечната 1950 година, а официјални надпревари започнува да ги игра во 1977 година.